Јас ќе бидам краток. Мојата цел е да го решам проблемот заедно со Советот. Пак ќе кажам, кој ќе добијам довербата од граѓани. Целта на претходната власт на господинот градоначалник и на председателот на Советот со советниците е да го решат проблемот. Ние тука зборуваме 35 години Македонија како независна држава. Ни една комбинација од градоначалник Совет го нема решено истинскиот проблем. Кажувате советодавен центар имаме, тоа благодарам што се трудите и што работите, тоа ни треба. Но нас ни треба решение. Јас ова ќе го кажам пак како во Америка, Шведска, Данска, оти сум испитувал, иако не сум живеел Шведска, Данска. Значи, таму има центри, зграда, каде што доаѓа жена која што е малтретирана, со своите деца, како и да било, е сместена. Тоа е како еден хотел. Шалтер, точно, благодарам. Значи, зборуваме за нешто конкретно, кај што има вработени 24 сата, има обезбедување. Стандардите зборуваме. Тоа треба да се избориме, да се изгради. Нормално, како општина, ние, додека се децентрализираме, бидејќи треба да се бориме, бидејќи не смееме да бидеме робови на владата и на собранието, на претениците, и на Министерството кој и да е, нас да ни каже во општина Битола што ние ќе правиме со нашите пари или како ќе ги загрижиме, како ќе ги згрижиме жените и децата од насилници. Значи, да зборуваме нешто конкретно е тој центар да постои финансиран, пак ќе речем од држава. Почитувани битолчани, почитувани граѓани на општина Битола. Да гласате за мене како ваш иден кандидат за градоначалник е тоа е да гласате за самите себе. За вашите семејства, вашите сакани, вашите деца, внуци. Да гласате за иднината ваша, да имате подобра иднина, да гласате за подобра Битола. Јорго Огненовски за Битола. До тебе.